Добро утро, Бранко и Јовано. Поздрав од студеното Торино. Климата е слична како кај нас, навистина студени утра, но она што можев да го забележам во изминативе 2 дена е дека навистина и Торино е загадено, а не само Скопје, особено е загадено токму во вечерните часови, кога навистина има голем смог и магла. Инаку токму така како што најавивте, екипата на Македонија наутро, но и на македонската телевизија присуствуваше на одбележувањето на 30 годишнината од основањето на Европската фондација за опука, што беше основано во 1994 година овде во Торино и седиштето во изминативе 30 години остана непроменето, односно овде во Торино во Италија. Оваа фондација беше основана се со цел да помогне на земјите што се наоѓаат во опружувањето на Европската Унија во транзициски периоди, особено во источниот блок, на земјите од источниот блок, во постконфликтни региони, како што е Балканот, но исто така и во земјите каде што во моментов се одвива криза, тука пример е Украина, помага особено во развојот и унапредувањето на средното стручно образование, но и приближување на образованието кон она што го нуди Европската Унија, односно со системите на Европската Унија. Вчера, во текот на вчерашниот ден, имаше бројни панел дискусии со представници од 140 представници од речиси сите земји од Европската Унија, но и од земјите што се партнери на Европската фондација за обука. Лиза Рустико е експертка за човечки капитал и таа е одговорна за сите активности што се спроведуваат во нашата држава, во Македонија. Па предлагам да чуеме што оваа фондација прави во нашата држава. Европската фондација за обука има долгогодишна соработка со Македонија, со нејзините чинители и во повеќе области и активности. Нашата цел е да ја доближиме земјата до Европска Унија и да го подобриме нејзиниот пазар на труд и образовните системи. Во последниот период нашите напори ги насочивме кон поддршка на регионалните центри за стручно образование и обука, што е начин да ги доближиме локалните заедници до пазарот на трудот. Таму сме присутни уште од првиот концепт за формирање регионални центри за обука за стручно образование. Втората област на работа е учењето засновано на зборови, кое е клучно за ублажување и скратување на транзицијата од училиште на пазарот на трудот. Но учењето засновано на зборови може да биде корисно не само за младите, туку и за возрастните, за нивното усовршување и доусовршување или повторно приклучување на пазарот на трудот. Тоа значи таргетирање на неактивни луѓе или долгорочно невработени. Третата област каде што ја поддржавме Македонија е имплементацијата на младинската гаранција, која е европска политика која ги таргетира лицата под 30 годишна возраст, кои не се ниту во образование, ниту во вработување. Македонија има високи достигнувања во регионот на Западен Балкан, бидејќи е првата земја што ја спроведе гаранцијата за млади, но се уште има предизвици, особено за некои сегменти од населението или да речеме полот, во однос на родовата еднаквост и затоа ние сме таму да ја поддржиме Македонија. Ние исто така обезбедуваме податоци и статистики за да го информираме креирањето политики со цел да ја приближиме земјата до Европска Унија и да го подобриме системот за образование и обука и пазарот на трудот. Јована, вчера од Европската фондација за обука изјавија дека во наредниот период, односно во наредните години, ќе работат на поддршка на стручното образование се со цел да се задоволат моменталните потреби на пазарот на трудот, а во текот на вчерашните панели што се одвива овде во Торино во Италија, чувме навистина пофалби за нашата држава, за Македонија, затоа што нашата држава е прва земја од регионот на Западен Балкан што ја спроведува гаранцијата за млади, но рекоа дека во наредниот период, конкретно во Македонија, ќе работат на унапредување на
стручното образование и приближување на стручното образование со образованието на земјите од Европската Унија.